Во берберницата на Охридскиот бербер Неат Алим Шогун, која се наоѓа во старата турска чаршија во Охрид, однодомно бесплатно може да се подстрижуваат сите оние кои немаат средства за тоа. Идејата да им се излезе во пресрет на социјално ранливите категории граѓани се родила сосема случајно. Јас и мојот практикант Емин, кој работи во овој дуќан, спонтанно ни дојде таа идеја да преземаме на иницијатива секоја недела, еднушка во неделата, во ден недела да одвоиме 3 часа неделно за социјално ранливите категории на граѓани да дојде да се почешуваат бесплатно. Се страмет луѓето да го каже тоа, меѓутоа ние како бербери знаеме дека е во таква положба, ќе ги викнеме. Реакциите во јавноста биле позитивни, објаснуваниот. Секојдневно добивал пораки со подршка и преку социјалните мрежи, но неговите планови не застануваат овде. Во Охридскиот дел, односно во Дебрца, има многу недостапни места каде што луѓето живеат во селата, оддалечени од градот околу 30 на километри. Има таму стари луѓе кои тие не се во можност да доаѓаат во Охрид на шишање, а имаат потреба од шишање. Верувајте дека ние ќе се организираме од овој дуќан, ќе одиме во тие села и ќе им направиме на таква услуга. Голем е бројот на лица кои имаат потреба од ваква помош. Во Црвениот крст на Охрид се регистрирани повеќе од 500 семејства од социјален ризик, иако нивниот број е многу поголем. Оттаму велат дека преку најразлични активности и хуманитарни настани собираат средства за помош на ранливите категории граѓани. Им се помага и со хуманитарни пакети и облек. Во текот на цела година можат да се обратат до нас ако им е потребна некои здравствени услуги во однос на купување на лекови или доколку имаат потреба да одат во Скопје или Битола на операција, значи им е потребна или некаков преглед, значи им е потребна автобуска карта. Ние ги обслужуваме, му ја купуваме автобуската карта. А берберот Алим вели дека со овој негов чекор сака да ги охрабри и останатите негови колеги. Се надевам дека ова добра иницијатива како добар пример ќе ја прифатите другите берберници не само во Охрид, туку и во нашата држава и надвор од нашата држава. Неат вели дека во изминатите повеќе од 20 години работа низ неговите раце поминале илјадници граѓани. Иако се среќавал со разни ситуации, секогаш се обидувал да помогне оноку колку што може и на оние кои немаат. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.